Здраво, драги мои, добро дојдовте во новото видео, кое ќе биде и ќе се однесува за рибите. Значи, сите припадници во овој знак може овде да пронајдат некоја идеја, некоја насока, некоја порака. Ова се генерални видеа и може би ќе има нешто што не го разбираат. Тоа значи не е за вас. Така да, оно што е за вас, земете што е за вас и другото оставете. Значи ќе се однесуваат овие пораки, ова читање ќе се однесува за периодот што ни преостанува од февруари, значи од сега па до крајот на февруари. Ајде да зазирнеме во сето она што ни го праќа универзумот како порака. Па, драги мои риби, вие емотивни риби. Емоциите никогаш нема да ги оставите настрана, нели? Еве вака, овој период вас ве обкружува, нормално од се она што ве обкружува една енергија во која се нема реципроцитет. Вие праќате нешто, давате нешто, вложувате нешто, меѓутоа одговорот што го добивате е апсолутно спротивен од она што го очекувате и како што треба нормално да биде, ако постои еднаквост. Меѓутоа, периодов што доаѓа, не го очекувајте тоа, затоа што вие сте добиле некаква идеја, некаква огнена енергија ве обкружува. Вие сте малце и нетрпеливи, што вие сте вода, а ова е силна огнена енергија и сакате ова брзо да се реши, да се случат некои промени, да се прифатат вашите идеи, да се чуе вашиот глас. Меѓутоа, од другата страна, одговорот е сосема спротив. Значи, ако се работи за приватно, партнерство, врски, љубов, тоа што вие го давате, а тоа е креативна енергија, многу креативна, она што вие сега го давате, идеи, планови, насоки. Она што вие го давате за возврат добивате незаинтересираност и несериозност. Несериозност е правиот одговор. Значи, од другата страна не сакаат во моментов обрски, не сакаат да соработуваат, сакаат да уживаат, да се препуштат на задоволствата, да немаат обврски, да немаат главоболки околу ништо. И тоа вас ве повредува затоа што не го гледаат потенцијалот во она што вие го нудите сега. Значи, ова прифатете го од сите можни аспекти, во љубовта, во семејството, во бракот, во работата. Значи, вас се повредува тоа што сега никој не го гледа потенцијалот во вас. Вие сте со такви идеи, насоки, планови, а едноставно одговорот што доаѓа е несериозност. Апсолутна несериозност. Значи, во овој период не сте на исто ниво со останатите. Вашите прекрасни идеи добиваат несериозни одговори. Оно што е важно, што сакам секогаш да го напоменам, дека пораките што ги добивате овде, немојте да мислите дека се трајни. Овде ништо нема трајно. Во животот знаете дека ништо нема, апсолутно не постојат трајни работи. Се има крај. И токму затоа во таротов понекогаш ќе се случи да чуете некоја порака, некоја мисла, некоја идеја, која можеби е со ефемерно значење, толку краток временски период што може да биде на минута, еден ден, еден час. Меѓутоа што му се спомнало, тоа значи дека останува тука и нешто и треба да се обрне внимание на тоа. Така и во случајов.
ова сонесона периодот, нели остатокот од февруари. Не значи дека ваквиот пристап од другите кун вас ќе продолжи. Апсолутно не значи, тоа ќе го видиме понатака како ќе се одвиваат работите. Меѓутоа за периодов тоа ќе биде така. Значи, исто така и оние кои очекувате не само соработка, туку исто и оние кои очекувате извинување од некога, нема да го добиете. Периодов апсолутно нема да го добиете. Значи, одговорите ќе бидат сосема спротивни на она вие што се надевате. Вашето незадоволство околу работите ќе доведе до тоа да се откажете, да заминете од се това. Ева, од сите емоции овде вака, вие заминувате. Веќе не вложувате емоција. Интересно за вас, емотивци. Но ќе пробате не. Тоа ќе биде и правата одлука што може да ја донесете, да не вложувате емоции никако. Ова е временски краток период, за да не бидете повредени, не вложувајте емоции. Значи може да се работи и за деца вие кои имате. Сакате некакви активности со нив, сакате некакви креативни, имате идеи, некои креативни, некои планови околу нив, меѓутоа тие ви возвраќаат со несериозност. Тие сакаат да се забавуваат. Не сакаат да слушате што вие имате да им кажете. И сега, значи ова ќе биде периодов, меѓутоа и ќе заврши конкретно февруари, очекувате и таа енергија да замине и ќе почнуваат работите да се сменуваат. Се што има почеток, се што има крај, има и нов почеток. Па, драги мои риби, од прилика, тоа е тоа што имав да ви го кажам за ова во ова видео и се надевам дека најдовте нешто, некаква идеја, кога сте во недоумица, а не знаете што да одлучите, се надевам дека таротот ќе ви го даде тоа. Па, до следното наше видео, станете ми добри, се слушаме, чао, чао!